На протест? Зашто се излезене денес? Не, ова не е протест. Добро, што? Нема врска со протест, ова е мирен собир да изразиме револт за се ова што ни се прави. Сега ја не слушам од кој медиуми беше за платформата објаснувано, ама од Бујар Османи тоа што го слушнав е многу сериозно. Искрено. Зошто сте излезени? Што да ќе направите со овој собир? Па сега, ако излеземе повеќе граѓани, белким ќе се слушне нашето, еве, читајте овдека, пишува не за двојазичност, па тука живеат и турци, и роми, и срби, и каде ќе биде нивниот јазик? Нигде, така? Вие сте за повеќе јазици, не само за... Не. Македонија со македонски јазик. А по дома можеме ние секој како сакаме да зборуваме. Мислам и она кога си се запазува согласно на законот по тие членови што им се дадени. Со амандман 5 фино се пишува кој е службен јазик. Да, и другиот е службен. Ама како што е уредено во истиот член, а не да се измислува. Ви благодарам. Немам против никој ништа, буквално. Зошто сте излезени денеска? Јас да ви кажам, јас сум вратена од Австралија после 26 години, скоро 27. Во Австралија живее во Мелбурн, каде што живеат во населбата моја беа 70, може и повеќе македонци. Јас плаќав за моите деца да учат македонски. Енглески мораше да се зборува. Ја дали знаев или не знаев на работа, морав да зборам енглески. А сега, со сила да ме натера некој јас да учам албански, тоа не доваѓа во обзир. Ама и албанските граѓани плаќаат данок? Нека си плаќаат сите и ние плаќаме данок. Јас таму плаќав исто данок и давав пари, а и плюс децата што иде на училиште плаќав. Овдека се е без пари и уште не се задоволни. Што сакат повеќе од тоа што им е дадено на се? Молам, затоа што сум голема македонка. Ја сакам Македонија. Моите деца се вратија, иако е син ми таму роден. Јас сум чиста македонка. Зошто ви смета албанскиот јазик? Не сакам да го учам. Не сакам едноставно. Што мислите со законот дека некој ќе ве тера да учите? Не, па ете кажуваат дека треба и парите и на парите да имаме албанци. Зошто? Зошто сте тука денес? За Македонија, за името Македонија, за идентитетот Македонија, културата македонска, уставот. Да спасиме, ако нешто воопшто можеме да спасиме, а мислам дека можеме да спасиме. А од кого спасувате? Кој ги нападува? Па од тугите интереси, од платформите што се прават во Тирана, во Приштина. Луѓе што кажуваат дека нивни албанци овде не живееле убаво, биле потлачени, немале граѓански права, а нашиот устав е најширокиот устав за човекови права, како на македонците, така на делот од народот на турците, на ромите, на србите, на бошнаците, на албанците, на власите. Не живеат само македонци и албанци во Македонија. Значи вие сметате ако веќе се даваат повеќе права дека треба на сите граѓани? Не, има доволно права. Дали во Албанија мислите дека има доволно права за македонците? Сте чуле ли дека учат факултет на македонски јазик? Дали имат установи како што овде ги има на албански јазик? Дали се застапени во власта како што овде албанците се застапени? Не. Истото е за Бугарија. Во Грција е ерес да спомниш името Македонија и македонец. Ете за тоа сме денес овде. Се надевам и вие сте за тоа овде. Само што вие си ја вршите професионално и работа. Дали сметате со ова ќе внесувате омраза помеѓу другите етнички заедници? Не, посетете ме, дојдете на работа, јас со албанци работам. Јас последните 8 години имам едно 30 до 40 албанци примана на работа. Јас сум во воздухопловството. Но ретко ја кажувам мојата професија, бидејќи ова ми е сосема друго што се бавам со политичка анализа. Значи јас живеам со албанците. Прв албанец во живот кој запознав е Шабан Сидиу. 76-та година го запознав, до ден денеска живеам со него. Последен пат кафе пиевме. Но социјалните мрежи не го кажуваат тоа. А што кажуваат социјалните мрежи? Дека има многу омраза. Не, омраза нема, тоа е спин. Ја ви тврдам дека во Македонија прво е најмирен народ.
Дали некого ние сме војувале некогаш за туѓа територија, за туѓ народ? Дали некого сме освојувале? Не. Нас не освојувале, нас не потлачувале, нас не черечеле, нам не ја зимале територијата. Од секој пат со албанците, турците, власите, босанците, србите сме си живеале. И не ви докажаш. До ден денес со тој албанец јас сум пријател. Последен пат во декември пред Нова година пиевме кафе. За еден друг албанец, не знам зашто не го спомнуваат самите албанци, Шабан Трстена, најголемиот спортист од овие краишта. Пишувам книга за него, за македонските брендови, успешните приказни, бренд приказни од Македонија. Тоа ли е омраза, да ве прашам? Не. Ние живееме заедно, се дружиме со нив и не знам зошто некој ја спинува ситуацијата и кажува дека овде има омраза. Дајте ми пример за омраза, каде има тепачки. Да. Имаше 3 ситуации само. Как? Пријавени во МВР. Какви ситуации? Од наводно луѓе кои што... Ама нема наводно, ви се молам конкретно. Не ве молам. Значи нема наводно. Нема наводно. Ве молам, дајте ми каде се случило и што се случило. Не дозволувајте и социјалните мрежи да ни ја замаглуваат сликата. Видете, ова е мирен народ. Дали гледате негативна енергија во овој народ? Напротив, сплотена синергија, мирно, секој достоинствено со тој до него си разговара и нема негативно изразување. Чувте ли нешто против албанците, ве морам? Дали чувте нешто против турците? Дали чувте нешто против србите? Не, си разговараме, додека вие дојдовте, јас со овој чичко разговарав овде, со сопругата и со синот. Ја не знам, каде гледате, не вие, тие што ви кажуваат омраза во Македонија. Напротив, многу добро. Ама кажете ми, ја не знам, јас стварно не сум информиран. Што пишува во Билтенот? Има 3 напади пријавени поради такви... Од кого врз кого? Полицијата ќе треба да го испита. Па немој да ме прашувате, ве молам, друго прашање. Ама немој да ме прашувате за нешто вие што не знаете што е. Ве молам. Вие што се случило таму? Што? Треба да испита. Па кој испита ќе ме прашате тогаш? Омраза, 3 инциденти од Савали имало. А вие ги знаете тие инциденти? Знам, да, точно. Кажете ми ги. Кажете ми ги кои се тие инциденти. Ајде да идеме да ги спречуваме, да се бориме против нив. Јас не ги знам тие инциденти. Кажувам тоа, туку ви кажувам дека има ситуации. Какви ситуации? Де какви? Не сум чул, да ево од вас слушам. Од вас слушам. Ти си против Македонија, злочинец. Покажуваме почит кон Република Македонија, нејзините институции, чуварите на нејзиниот ред и мир и сите граѓани кои веруваат во еднината на Македонија како заедничка држава. Не носете партиски и религиски обележја. Символот кој не обединува е знамето на Република Македонија, жолтата и црвената боја. Без шовинистички и националистички извици, скандирања или пароли. Само така ќе сметаме дека се согласувате со организаторите нашиот глас на вистински начин да стигне каде што треба. Не оставајте за себе отпадоци и внимавајте еден на друг. Народот е најдобриот чувар на мирот во сопствената држава. Вашето достоинство и почит нека бидат символ на Македонија, државата во која сите ние веруваме. Почнува од тука, значи одиме према канцеларија на председателот на Република Македонија и завршуваме пред собрание. Волете. Нема да ви помине, нема да ви помине, нема да ви помине, нема да ви помине. Не може толку брзо да направиш, што брат со брат? Клетите шишари,
Evo smo сега на Макдоналдс. Имаме во душа да го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, во душа да го носиме, за тебе живот даваме. Дека ќе го брани уставот и суверенитетот на Македонија. Да го поздраваме својот полус и да му кажеме да не отстапува од својата заклетва. Ѓорѓе Иванов мора да го обрани суверенитетот на Република Македонија и да го брани уставот.